Повелете. Благодарам, председателе. Почитуван македонски народе, се извинувам, почитувани представници на владата на Република Македонија, медиуми и колеги. Најпрво сакам да ве запознаам со моето прво писмено пратеничко прашање, писмено, затоа што усмено, еве веќе цела година не можам да стигнам на ред, бидејќи во Македонија имаме еден чуден феномен, според кој власта има премногу прашања до власта, а опозицијата мора да причека. Да е, моето прво писмено пратеничко прашање го упатив до министерот за животна средина, господинот Насер Нуредини, а се однесува на состојбите со водостојот на Преспанското езеро, односно што точно власта превзела за негова заштита и спас до овој момент. Прашањето го постави водено од фактот дека Преспанското езеро е од изключителна важност за локалниот економски развој на општина Ресен, како и за развојот на македонскиот туризам воопшто. За потсетување е неспорната вистина дека некогаш се инвестираше во плажи и се развиваше туризмот во Преспа. Некогаш Преспа рушеше рекорди во посетеност и некогаш се вложуваше во континуиран развој на туризмот. Денес, почитувани мои, плажите се испустени и без концесионер. Денес на повидок се единствено сомнителните милионски тендери наменети само за чистење на плажите, што нема да влијае на зголемувањето на водостојот на езерото. Денес, кога нивото на Преспанското езеро е најниско, од владата добиваме одговор дека на 22 декември 2020 година се усвоил некаков акциски план. Интензивно божем се работело на размена на податоците помеѓу соседните земји, се одржале состаноци на техничко ниво, 2 билатерални средби и се формирал Преспа парк комитет, кој пак првата официјална средба предвидел да ја одржи на 29 и 30 јуни 2021 година, нели, од што е до толку алармантна ситуацијата и од што до толку интензивно се работи. И тоа е се што власта до овој момент превзела за состојбите со Преспанското езеро. Ќе потсетам дека и од буџетот за 2020 година се издвоија 44 милиони денари за спас на Преспанското езеро и за активностите на акциониот план. Што спасивте од тие 44 милиони денари и каде отидоа парите, само вие си знаете. И бидејќи сакав да знам што содржи фамозниот акционен план кој го нема никаде за увид, а во одговоров мерките ги нема, временска рамка нема, финансиска конструкција исто така нема, се обидов одговорот да го најдам на официјалната страна на Министерството, затоа што нели таму навремено ќе се ажурираат сите податоци кои што се од интерес за засегнатата и заинтересираната македонска јавност. Го нема одговорот, со моите средства со кои што располагам, компјутер, лаптоп и телефон, имам увид дека постои некаков акциски план кој никако не може да се отвори, штом не можам да го отворам јас, не може да го отворат ни граѓаните. Додека нашите езера ни исчезнуваат од пред очи. За крај, почитуван македонски народе, ни останува уште да ги причекаме резултатите. Изјаснете се дали се за одговорот. Само уште една секунда. Ви истече време. Ни останува само да ги причекаме резултатите од интензивната работа на владата за решавање на проблемите со водостојот, а во меѓувреме да се надеваме дека во Преспанското езеро нема да пресуши и последната капка вода. Не сум задоволна и немам дополнително. Ви благодарам, иначе, почитувани колеги пратеници, должам еден одговор на